Почитувани граѓани, ова ми е втор митинг денеска за 1 час од прилике и еден мој почитуван колега кој ќе биде во парламентот рече дека ова ќе ни биде трета победа. Не, драги другарки, драги граѓани, драги мои пријатели, ова ќе ни биде 5-та победа на 5 јуни, заокружувајќи го бројот 5. Затоа јас сум убедена дека сите вие немате денес дилеми за кого ќе гласате. Ама не затоа што ние дојдовме да молиме заради тоа што не заслуживме, заради тоа што напорно одработевме во сите овие години и она што го напишавме и што го ветивме, ние го исполнуваме. Ние во текот на изминативе 5 години ги сработивме сите реформи во фискалната политика. Воведовме најниски даноци во Европа. Успешно ја поминавме најголемата светска економска криза. Обезбедивме побезболно финансискиот сектор да преживее. Обезбедивме платите да не се намалат. Обезбедивме на пензионерите пензиите да не им се намалат. Во сите околни републики, почитувани граѓани, по 4 пензии не им се исплатени. Тоа никој од медиумите, така наречени фабрикантски и фабрички, не го споменуваат. Најголемата светска криза допринесе во сите земји да има милиони и милиони луѓе отпуштени од работа. И затоа вечерва, немам дилеми, вие сте убедени исто колку и што и јас, дека овие реформи што ги спроведуваме мора во континуитет да продолжиме да ги завршиме. И понатаму Република Македонија да има најниски даноци, најниски придонеси, најдобри услови за бизнис, на оние предпријатија до 3 милиони промет, 0 добивка, 0 данок од таа добивка, на оние кои ќе реинвестираат добивката, нема да плаќаат данок на државата и во континуитет до 2015 година придонесите ќе ги симнеме на 23%. Тоа, почитувани граѓани, се дела, тоа не е празна фраза, нити политиканство. И кога доаѓаме на власт, она што е ДДВ 18% која опозицијата го прави, ние го правиме 5% да биде. И понатаму немојте да верувате на оние што зборат, а ништо не исполнуваат. Затоа, на 5 јуни рано во утринските часови, сите масовно да излеземе да го заокружиме бројот 5 за победа овде во Куманово. Благодарам.